Почитувани граѓани на општините Ранковци и Крива Паланка, почитувани градоначалници на Ранковци и Крива Паланка, почитувани членови и председатели на советите на општините, почитувани министри, почитуван представник од делегацијата на Европската Унија Феручио Бого, почитувани представници на компаниите изведувач и надзор на градежните работи, почитувани медиуми. Ми представува особена чест што денес присуствувам на пуштањето во употреба на еден значаен капитален проект од областа на земјоделството, системот за наводнување Славишко поле во општина Ранковце. После долги години, за прв пат земјоделците од овој регион добиваат организиран и модерен систем за наводнување на земјоделските површини, што во значителна мера ќе им помогне да имаат одржливо земјоделско производство. Системот за наводнување Славишко поле е изграден со финансиска поддршка од Европската Унија во вредност од близу 1,8 милиони евра, за што во оваа прилика упатувам голема благодарност до делегацијата на Европската Унија. Овој систем е дел од проектот на ИПА за изградба на мали нискотрошковни системи за наводнување во повеќе региони во државата, чија што вкупна вредност е околу 10 милиони евра. Постоечкиот систем за наводнување беше нефункционален, со минимален капацитет за наводнување од само 40 хектари. Сега со новиот систем ќе се наводнуваат 200 хектари обработливо земјоделско земјиште, кое го обработуваат околу 500 домаќинства од селата Псача, Петралица и Гиновци. Со изградбата на овој модерен систем рационално ќе се користи водата од Крива река, а земјоделците во текот на целата година ќе имаат достапна вода за наводнување на земјоделските посеви, што крајно ќе влие врз големување на земјоделското производство, не само во количини, туку и во квалитет. Наводнувањето и инвестициите во водостопанската инфраструктура се основа за развојот на земјоделското производство и токму затоа ставаме силен фокус на ваквите инвестиции, како што е денешната, особено во овие времења на криза, кога е важно да произведеме што повеќе храна. Системот Славишко поле е само една од многуте инвестиции во водостопанската инфраструктура кои ги презема Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во изминатите 5 години ресорното министерство вложува во капитални инвестиции за изградба и реконструкција на брани и системи за наводнување, чија што процената вредност изнесува близу 230 милиони евра. Овие инвестиции на среден и на долг рок ќе придонесат за одржливо земјоделство, за зголемено домашно производство на храна. Економската криза со која што се соочува целиот свет покажа колку е важно државите да инвестираат во обезбедување на домашно производство на храна, на земјоделски производи и на развој на прехранбената индустрија. Досегашните мерки кои континуирано ги преземаме во координација со ресорното министерство веќе даваат резултати. Статистичките податоци покажуваат раст на домашното производство на стратешки земјоделски култури и намалување на извозот на истите. Владата заедно со ресорното министерство и во овие кризни времења ги помага земјоделците не само со интервентни субвенции, туку и со капитални инвестиции како што е овој систем за наводнување што денес го пуштаме во употреба. За прв пат донесовме и национален план за производство на храна кој содржи конкретни мерки за поддршка на стратешките земјоделски култури пченица, пченка, јачмен и солчоглед во време на криза. Тоа се мерки за зголемено производство на домашна храна, за увозна независност, мерки со кои ги поттикнуваме земјоделците максимално да ги искористат сите ресурси, секоја педа обработливо земјоделско земјиште, за да се произведе што повеќе. Мерките од овој интервентен фонд веќе се реализираат, а на среден рок ќе придонесат за зголемување на домашното производство на пченица за околу 30.000 тони на годишно ниво, што значително ќе влие врз намалувањето на увозот. Не чека тешка зима, и токму заради тоа за нас земјоделството и менаџирањето со енергетската криза остануваат врвни приоритети. Ви благодарам за вниманието, ви благодарам за присуството и посакувам реализација на уште многу вакви значајни капитални инвестиции кои владата силно ги поддржува и инвестира со цел подобрување на животот и стандардот на сите граѓани. Ви благодарам. Почитуван ВД шеф на делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, господин Феручио Бого, почитуван премиер Ковачевски, почитуван министар Спасовски, кој што впрочем беше и премиер кога ги започнавме работите на овој проект, почитуван градоначалник на општина Крива Паланка Митовски, почитувана председателка на Советот на општина Ранковце, жалам што градоначалникот
не најде време и можност на овој голем празник и припуштањето на вакви капитални дела да е во својата општина и со нас. Почитуван генерален секретар на македонската влада, добре дојде во нашиот регион. Почитувани директори на централните институции, кои што се денеска тука исто во Крива Паланка и Ранковца. Почитувани директори и раководители на локалните институции, почитувани советници од советите на општина Ранковци и општина Крива Паланка, почитувани представници на фирмата изведувач Вардар Градба Скопје, на фирмата Надзор и Рада Инженеринг, почитувани соработници на Министерството, почитуван државен секретар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, добре дојде, почитуван директор на управата за водостопанство и сите останати ценети и гости, граѓани, почитувани земјоделци, фармери, почитувани представници на медиумите. Навистина, сите ние кои што доаѓаме од овој крај сме среќни што токму на овој ден, на овој голем празник, голема Богородица и во предвечерието на патронот, заштитник на општина Крива Паланка Јоаким Осоговски, истокот добива уште една и ова е една од поголемите капитални проекти кои што се започнати и завршени во овие 3 години во овој регион, а тоа е системот за наводнување Славишко поле. Горд сум на секој успешно реализиран проект и тој лично за мене не значи само уште еден проект во редицата на проекти реализирани токму за овој регион. Туку ова е уште едно исполнето ветување, уште еден збор на кој што сме држале, уште една постигната цел во интерес на граѓаните. Ова е уште една голема придобивка за граѓаните на општина Ранковца, со тоа и на граѓаните на општина Крива Паланка, кои што со години го адресираат токму ова прашање со Славишко поле, со земјиштето, со обработливоста, со достапноста, но и со тоа што најпотребно, а да се има вода, да се има систем, за да може да произведуваме поконкурентни производи. А има вредни земјоделци, некои од нив лично ги познавам, имаат и ниви и плодна земја, одгледуваат најразлични култури, токму во ова наше Славишко поле. Од денес, како што потенцираше и премиерот, 500 семејства од овој регион, од овие села, Псача, Петралица, Гиновци, од Ранковци, добиваат вода, да можат за 3 пати да го зголемат производството и никогаш повеќе да не се грижат како да донесат вода до нивите. Тоа е обврска на државата и ние таа обврска со Европската Унија, нашиот стратешки партнер, ја исполнивме. При тоа многу е важно да потенцирам пред целокупната јавност дека овој систем е еден од најмодерните кои што се инсталира во државата. Најсовремен, нискотрошковен и пред се најеколошки систем за наводнување кој што првин штеди вода за да нема загуби и рационално да се користи овој ресурс од нашата крива река. Системот е проектиран да работи под притисок, со што ќе овозможи користење на прскалки и системи за наводнување капка по капка, а горди сме што пред само месец дена склучивме околу 400 договори со кои што државата ги поддржува земјоделците токму за инсталирање на системи капка по капка. И се надевам дека ова ќе биде поттик во периодот што следи, огласите што следат и од земјоделците од овој регион, сите овие можности за кофинансирање да бидат искористени. Нема да има загуби на вода, што е од исклучително значење заради заштитата на животната средина и се поголемите влијанија на климатските промени. Тоа е модерно земјоделство. Не само да се обезбеди вода, туку при тоа да се запазат сите светски модерни европски стандарди за зачувување и грижа на биодиверзитетот, на обновливите извори на енергија, да не се нарушува системот и околината, да се чува природата, за да може и натаму изворот на крива река, кој што е високо во Осоговските планини и понатаму да му дава живот на целиот овој регион низ кој што поминува крива река. Одговорни сме пред себе, но и пред идните генерации, бидејќи како што вели една народна изрека, ние не ја наследивме земјата од предците, туку ја позајмивме од нашите деца. Овде со нас, како што кажав, се високи представници на делегацијата на Европската комисија и тоа моментално шефот кој што ја води оваа делегација и благодарам што сте денеска сите со нас. Без чија помош и без чии пари и средства на европските даночни обврзници, овој хидросистем и ова Славишко поле немаше да го добие денеска ова што го гледаме.
Упатувам голема благодарност уште еднаш до делегацијата за поддршката не само на овој, туку на редицата на проекти кои што се финансирани токму од нив. Вакви исти системи, кои што се пример и модел како се работи, како се чува природата, како се штеди водата и како се работи пред се за народот и граѓаните, со европски пари не се само во Славишко поле, туку се гради интензивно во Конопница, во Чаушица, во Пишица, во Теарце, во Сопот, во Новаци. И со делегацијата договараме уште многу нови системи за наводнување во наредниот период. И благодарам исто и на изведувачите, на надзорот, на сите работници, инженери, вработени во општината, во министерството, во управата, сите оние кои што учествуваа да се реши секој еден проблем и да се помогне при решавањето на проблемите. Не да се одмогне, како што тоа некој упорно го правеа и го прават, туку денеска покажавме дека може оваа работа да ја завршиме и да биде ставен во употреба овој систем кој што значи за граѓаните. Во моментот исто така течат градежни активности на многу водостопански капитални објекти низ целата држава кои што се најголеми во историјата на нашата држава. Зошто? Заради тоа што вкупно во моментот инвестиции позади кои што стои Министерството за земјоделство за изградба на нови брани, на нови системи за наводнување е во износ од 230 милиони евра. Во финална фаза е браната Конско во Гевгелија. Се гради системот за наводнување во Равен Речица во Тетовски полог. Се гради браната на Оризарска река. Го направивме системот за наводнување на Јужно-Вардарска долина. Се проектираат 4 нови системи за кои што добиваме и германски и европски пари и грантови во износ од 120 милиони евра, а тоа се системите за наводнување на над 20.000 хектари површини во Конско, Лисиче, Страиште, Пепелиште. Се гради низ целата наша убава македонска земја. Обезбедуваме вода за нови над 20.000 хектари земја. Инвестираме 230 милиони евра во водостопански системи за наводнување, а не во споменици, во скулптури и во разни непродуктивни трошења. Овде сме заедно со премиерот и наодговорно тврдам дека ќе продолжиме да креираме проекти, да градиме во интерес на државата и да работиме единствено во интерес на граѓаните и пред се Министерството во интерес на земјоделците. Затоа уште еднаш упатувам честитки и благодарност до сите. Новиот систем нека донесе нов живот во овој регион. И за крај, особено ми е драго што токму на Голема Богородица, токму пред празникот Свети Јоаким Осоговски, ја пуштаме водата да протече низ Славишко поле. Нека е честит празникот и да се гледаме само за убаво. Dear Prime Minister Kovačevski, dear Minister Nikolovski, dear Mayor, dear representatives of the media, dear guests and most of all dear farmers, здраво на сите. Многу сум среќен што сум денеска со вас на овој голем празник за вашиот регион. Голема чест е што на овој ден заедно го славиме и отворањето на ју проектот Славишко поле. Сека, ако ми дозволите, ќе пренимам од македонски на англиски. Today we are celebrating a project that improves the lives of Macedonian rural families. Денес прославуваме проект кој го подобрува животот на македонските рурални семејства. This project helps more than 250 farmers to irrigate around 200 hectares of agricultural land. Овој проект помага на повеќе од 250 земјоделци да наводнат околу 200 хектари земјоделско земјиште. The EU provided almost 1.8 million euros for this project alone, but all our projects in the irrigation sector so far are worth 10 million euros. Европската унија обезбеди 1,8 милиони евра, речиси 1,8 милиони евра конкретно за овој проект. Но сите наши проекти во секторот наводнување досега вредат 10 милиони евра. This investment brings economic growth in rural areas and reduces rural-urban migration. And the EU is proud to see assistance improving the lives of Macedonian citizens. Овој влог носи економски раст во руралните области и исто така го намалува одливот на населението од руралните кон урбаните области. А ЕУ секако се гордее што може да види како со својата помош го подобрува животот на македонските граѓани. But irrigation systems do not bring only socio-economic benefits, they also protect the environment, preserving water resources and using them efficiently.
но системите за наводнување не носат само социоекономски придобивки. Тие исто така помагаат да се заштити животната средина, заштитувајќи ги водните ресурси и искористувајќи ги на најефикасен начин. In line with the EU Green Deal, every economic activity, including agriculture, must respect the environment. We have to do our best for this before it is too late. Согласно Европскиот зелен договор, секоја економска дејност, вклучително и земјоделието, мора да ја штити животната средина. Мора да сториме се што можеме во овој однос пред да биде прекасно. Agriculture is one of the most climate sensitive of all economic sectors. And agriculture sticking to green principles everywhere, including in North Macedonia, is crucial for achieving the achievable goal of a climate neutral Europe. Земјоделието е еден од економските сектори кои што се најосетливи на климатските промени. И доколку земјоделието се придржува до зелените принципи, до еколошките принципи, секаде, вклучително и во Северна Македонија, тогаш тоа е од клучно значење за да се постигне амбициозната цел на климатски неутрална Европа. We all have to contribute to getting closer to that goal and to making growth green and sustainable. The EU will continue to stand by North Macedonia and its people in this and other joint endeavors. Сите мораме да придонесеме за да се приближиме до таа цел и за да го направиме растот еколошки и одржлив. Европската унија и понатаму стои рамо до рамо со Северна Македонија и незиниот народ во овој и во другите заеднички потфати. And to conclude, И за крај, им честитам на сите што учествува во овој проект. На фармерите им посакувам успех да го користат овој систем. За многу години денесниот празник Голема Богородица. Да сме живи и здрави. Ви благодарам.